почитувана заменик председател, почитувани пратеници. Се работи за измена на законот со која што во пракса го спасуваме јавното претпријатие или акционерско друштво Македонски железници транспорт. Таму работат голем број на луѓе кои што имаат своји семејства и кои што треба да ги прехрануваат своите семејства. Во изминативе 2 месеци напорно работиме на тоа редовно да земаат плати и таму и во железници инфраструктура и во пошта и во координација и со Европската комисија во рамки на планот за раст се договоривме да се трне обврската на Македонија за либерализација на железничкиот сообраќај, што практично ќе значи спасување на ова акционерско друштво во државна сопственост, затоа што кога би се реализирала либерализацијата, сум повеќе од убеден дека ова претпријатие кое што и онака е во тешка финансиска ситуација целосно ќе колабира. Чисто да знае јавноста, во моментов долгот е некаде над 90 милиони евра, кое што го има ова акционерско друштво и навистина е тешко да обстојува, но правиме напори да го вратиме во форма. Во таа насока можам да кажам дека веќе неколку локомотиви се вратија во операција, пред се за карго превоз, кој што е најдоходовен. Во следниот период ќе се изнаемат уште 4 до 5 локомотиви. Утре и заутре имам државна посета на Република Србија, во која што исто така ќе да разговараме за соработка, имајќи предвид дека има бројна сериозна соработка помеѓу железниците на двете држави. Во следниот период ќе остварам средби и во Грција, а веќе имав средби со директорите на двете најголеми пристаништа, Солунското и Пиреја Атинското, кои што ја овозможуваат најголем дел од работата на ова акционерско друштво, така што и со овие законски измени дополнително ќе помогнеме да се стабилизира друштвото и стотици семејства во Македонија да се сигурни дека секој месец ќе можат да имаат редовни приходи, плати и со тоа да пристојно живеат во Македонија и затоа ја замолувам да го поддржите овој закон. Благодарам.